Hello, everyone. Здраво на сите. Јас сум Хете Робертсон. Сакам да ве поканам на овој панел за историјатот и нината на заложбите кон демократијата, човековите права и слободата на медиумите. Поентата за овој панел е да се запознаме со некои партнерски организации, експерти во полето и да споделиме најдобри практики, она што сме го научиле, да размислуваме како да дадеме препораки. Згора на тоа имам добри вести. Ние собравме повеќе од 120 препораки, досега барем, од овие панели и преку нашите вчерашни тркалезни маси на дискусија. Кога погледнете дневниот ред, вели дека ќе ги читаме препораките и ќе ги дискутираме во 4:30. Не мислам дека тоа ќе се случи да имавме само 10, но имаме премногу. Ќе направиме еден документ. Не знам дали микрофонот на Џабер е вклучен и сакам да ве поканам да ги испратите вашите препораки кон Сивил. Да интервенирам на самиот почеток. Всушност, досега имавме 120 плюс препораки, започнувајќи со работилницата која што се одржа вчера и од сите говорници преку денешниот ден, нашиот вреден тим на Цивил Медија ги запишуваше препораките цел ден и ги придодаваше на еден обемен документ заедно со вашите презентации, вашите говори, ќе ви биде испратен некаде во јануари и ќе содржи една голема публикација произведена од наша страна и од Медиа Диалог со поддршка на нашиот нов партнер, новиот Европски народен фронт и многу други интелектуалци кои што веќе беа регрутирани во целиот овој процес под оваа иницијатива, затоа што ова представува иницијатива, не представува проект или пак индивидуална конференција. Ви благодарам, извинете за интервенцијата. Одлично. Како што реков, овој панел е посветен на размена на идеи, најдобри практики, и кога ги слушав предходните панелисти, она што Катерина Павлова го кажа за време на тој панел, навистина ме погоди и мислам дека има една упорна идеја дека земјите во овој регион, во Источна Европа, треба да учат од вишите експерти кои што доаѓаат од другде. Но има многу што да се научи од луѓето што доаѓаат од овој регион. Знам дека затоа постојано се навраќам на Балканот во Северна Македонија. Северна Македонија ме учи како луѓето можат да бидат сплотени, да ги надминат разликите, војните, и тоа не само скорешните војни, туку целата долга историја на војни, да бидат седнати на иста маса, во иста соба, да најдат заеднички став. И сакам да започнам со професорот Едвард П. Джозеф, кој што имаме среќа да го имаме чест да ни биде гостин, што доаѓа од САИС во САД. Тоа е институција каде што луѓето, како што професор Джозеф, можат да учат како да се справуваме со конфликтот. Тој е експерт по ова прашање. Професор Джозеф има повеќе од 12 години теренско искуство на Балканот при преговори, дури и преговори помеѓу србите и косовските албанци. И затоа сакам да започнам со вас. Имам толку многу прашања кои што сакам да ми бидат одговорени. Но само мислам со оглед на оно што го зборувавме денеска, од аспект на поларизацијата, од аспект на недемократските сили,
дезинформации преку медиумите, сите овие нешта, доколку вие треба да собирате група чинители во една соба за преговори и да можете да решите прашања кои што го мачат регионов, кого би поканиле во собата и за какви нешта би дискутирале и каква заклучок би донеле. Хедер, имам директен одговор на она што го праша Хедер. Не знам дали е соодветен за темава која што ни е денеска, но има всушност одговор. Има одговор на потешкотиите во Балканот. Прво сакам да му се заблагодарам на Джабир што ја организираше конференцијава. Исклучителна конференција. И Волфганд исто така. Ви благодарам многу за покадата. Ово е последен панел и ќе завршам со тоа како почнав, како добар пријател, како кодиректор, Сашо Ордадовски. Вие сподбавте препораки, ги имаме тие препораки. Овие се пошироки од самиот контекст. Сакам да подвлечам што сторивме. Ние сега доаѓаме од центарот на НАТО, каде што дискутиравме длабински со новиот заменик генерален секретар Радмила Шекеринска, поранешна министерка за одбрана, позната. Исто така имав чест да се сретнам и со Радмила, а исто така и да имаме една презентација пред генералниот секретар. Поентата е дека не треба да навлегувате во сето ова толку длабенски. Поентата е да бидете конкретни. Навистина да не навлегувате во проблеми и во прашања, туку да се постави прашањето што треба да направи НАТО. И да ви кажам, навистина тие се заинтересирани. Тие ќе помислите дека се за нив е проформа, меѓутоа не е така. Ние бевме таму, нема да навлегувам во детали, но можам да кажам дека Балканот беше тема на денот, кога бевме ние во посета на НАТО. Значи, тие се заинтересирани за нашите идеи, така што може совет е да бидете проактивни и да споделувате идеи. Ако се постави прашање, например, со кого зборувавме за разрешување на овие прашања, вие имавте право во тоа што кажавте дека САД и ЕУ заедно можат многу да научат од овој регион. Мислам дека регионот е многу интересен од многу аспекти. Балканот е нешто, значи е предводник, значи нешто каде што нешто прво се случува, па потоа се случува понатаму во другите места. Еве размислете на крајот на 1980-тите години. Преостанатиот дел од Источна Европа беше мирен и го имавте Слободан Милошевиќ, го имавте Косово и еве на што друго ќе ве потсетам. Еден од најосновните факти кои што беа занемарени од многу службеници, а отстранувањето на автономијата на Косово се случи пред падот на Берлинскиот зид. Значи, тие процеси се случуваа во тој момент и одеднашка се развија и преминаа понатаму во различни конфликти. Конфликтите понатаму продолжија, еве како што е сега во Украина и слично. Сите тие работи беа потенцијални можности кои што лидерите како Милошевиќ ги искористија. И исто така, истото се случува и во Северна Македонија. Во 2006 имавте нов премиер.
не сакам да го спомнувам името, не е потребно во моментот, меѓутоа имавте премиер кој што многу брзо ги еродираше демократските пречки и во суштина ја обезбеди она непрекината моќ. Се случија јавните протести после тоа во 2014 и така натаму. И повторно имавме еден вид на поттик на вакви настани пред Виктор Орбан. И тој модел го имавте тука во Северна Македонија. Исто така имавте и може тука да го спомнеме, и Црна Гора, да ја спомнеме Мило Џукановиќ, Вучич во Србија. Произлезе дека многу работи не биле вистинити. Произлезе дека Мило Џукановиќ и неговата партија доживеа пораз. Што направи тој? Го призна поразот, неговата партија се уште постои и нема толку јасна политичка формација со српско влијание. Но можевме да видиме дека има фундаментална разлика. Џукановиќ не постапи да речеме ете ќе ја срушам куќата и системот и слично. Туку се повлече и ја прифати критиката. Понекогаш имаме и такви лажни споредувања. На вашите конкретни прашања ќе одговорам со она што мислам јас дека се најзначајни изјави на политичари во Балканот. Една од нив е на Вучич пред 36 часа. Тој ја употреби оваа фраза, беше навистина извонредно и не можев да верувам дека ќе оди во таа насока. Не го цитирам точно, парафразирам, затоа што ги употреби тие зборови во таа реченица, јас слободно ќе парафразирам. Тој рече, јас не сум Асад, јас не сум Асад. Тоа го кажа Вучич. И јас мислев дека ова е извонредно. Изненадувачки е што воопшто би помислил да направи таква споредба. И се разбира, потоа си го преврте тоа на свој начин, дека нема да избега и така натаму. Го претвори тоа во еден обид за да ги делегитимизира протестите, но тоа го направи на многу чуден начин. И тоа ви покажува дека и вистинските лидери кои што знаат да комуницираат прават грешки. Грешка е да се употребат такви фрази како јас не сум. Ете така имаше таква грешка имаше направено и Никсон кога рече јас не сум крадец. Такви негативни и фрази кои се користат, тоа е грешка. Во вакви случаи се покажува празнината на автократите. Она што изгледа денеска толку непобедливо со медиумите, судовите, судовите, војската и слично, слушнавте нели претходниот панел за апсењата, за новинарите и слично. Она што сега се чини дека е непобедливо може за миг да исчезне. Демократите какви што се, неефикасни и слично, не се срушуваат во еден момент, кога се руши кулата од карти. Така што мислам дека ова е еден добар подсетник, посебно во однос на ваквата изјава на Вучич, затоа што со таа изјава тој од нас побара да правиме споредба. Добро, не сте Асад, ама ние всушност ова го забележавме и ова го забележавме.
Тоа се тие погрешни изјави. Ние сме тука многу кратко, вие имавте веќе навистина долги сесии со извонредни панелисти и затоа и нема да зборувам јас подолго, затоа што сакам и другите панелисти да имаат шанса. Јас имам објавено трудови за ова, имам зборувано за ова и можам да кажам дека има решение за Балканот. Балканот е во состојба на една вештачка суспензија и тоа нема подобар пример од Северна Македонија, која што два пати беше заложник на ваквите етнонационалистички проблеми, за кои што не е виновна. И се направи преспанскиот договор со Грција, за да може, потоа се продолжи на патот кон НАТО, и можеме да кажеме дека преспанскиот договор е еден извонреден договор, кој што е навистина фер, во кој што се направени многу важни одстапувања, со кои што се поддржува македонскиот идентитет и се зајакнува сувереноста на земјата, што е многу важно. Сега имате вето од Бугарија и тоа е против така наречениот договор за пријателство, бидејќи Софија се однесува на секаков начин само не во духот на договорот. Македонија се квалификуваше, бидејќи јас имам направено многу тука имам доста размислување за тоа што би требало владата да направи, но јасно е дека пречката не е во земјата и сето тоа е поврзано и со реформите, сите оние чекори кои што бија придвижиле земјата напред, за да може да се подобрат сите ситуации, воедно и состојбата со корупцијата. Значи, кој е решението? Она што јас веќе го спомнав во врска со Вучич и Србија и тоа што он го кажа, неговата изјава, јас не сум Асад. Многу брзо ќе ја истакнам оваа поента. Не може да имате демократски, стабилен Балкан со антидемократска Србија. Нема тоа да функционира. Делумно тоа се однесува и на големината, бидејќи Србија е најголема држава од 6 држави во Западен Балкан. Црна Гора е најмала од 6 западно-балкански држави, бидејќи БДП на Србија е 14 пати поголем. Најголем трговски партнер е за Црна Гора, меѓутоа може да се направи математиката во односи на увоз и на извоз и политички, економски се прават тие пресметки и тука веќе повторно, значи слушнавме и на последниот панел какво е загадувањето на медиумската сфера, на српските канали. Мислам дека има околу 90 на кабелската телевизија, значи голем број на такви канали има и тоа е проблем, значи ова е стварно фундаментален проблем затоа што не може да имате демократско напредување на регионот кога имате една таква најголема земја чии што интереси се поинакви. Немаме време за тоа, но можем да кажем дека има решение, многу е јасно, дека решението е Косово и дека Србија може да си ја одржи оваа позиција поради експлоатацијата во однос на косовското прашање. Ако ве интересира, и може да погледнете оваа публикација. Единствената причина, тука ќе завршам, значи ова е последното што сакам да го кажам и ќе го вратам спорот на хедер. Значи единствената причина што оваа цела работа, еве и со Бугарија,
немаше да се случи ако Србија напредуваше, бидејќи на тој начин се даде можност на Бугарија ова да го направи. Значи, самата причина што сите овие земји не се во Европската унија, значи главната причина за тоа е поради тоа што Европа е поделена во однос на Косово. Очигледно е дека толку очигледно што луѓето воопшто не размислуваат за тоа. Ова е, значи тука станува збор за Грција, Словачка, Романија и Шпанија. Сето тоа е наведено во извештај наречен од криза до конвергенција, значи стратегија за справување со нестабилноста на Балканот од самиот извор. Тие 4 земји, Грција, Романија, Словачка, Шпанија, ја предадоа својата предност на Белград, бидејќи кажа дека нема да го признаат Косово додека Белград не го направи тоа. Значи Белград е како Софија. Како да е Белград, односно Србија, членка на ЕУ или на НАТО. Се што Белград треба да направи е како да постапува, како да учествува во диалогот и да ги користи парите на ЕУ. Меѓутоа нема интерес да го решава ова прашање, затоа што ја има предноста. И понатаму заради тоа продолжува да го изолира Косово, да го слабее Косово. А ние сме во позиција кога ни е потребна Србија, потребен е и литиумот и муницијата за Украина, што се разбира финансиски корисно за Србија. Тие не го прават тоа како еден вид на услуга за Украина. Тоа не е изговор за одговорноста на премиерот Курти за неговите постапки, бидејќи тој треба да ги постапува и со српските граѓани на Косово како со полноправни граѓани. Но структуралниот проблем не е во Приштина, туку е во Белград. Благодарам. Благодарам. Знам дека ни истекува времето, но јас навистина би сакала да поставам и некои следни прашања, затоа што кога сум во Србија, кога зборувам со луѓе кои што биле вклучени во некои активности на отпор против Вучич, тие се многу изфрустрирани од сето тоа. И луѓето обично велат никој не може да направи ништо, никој не може да го предизвика, како нешто, тоа е нешто непробојно. Да, тоа е многу добро прашање, одлично прашање. Имавме и тука луѓе од Белград и тие прават нешто, затоа и тој така кажа. Јас не сум Асад, нема да избегам. Тоа беше во контекст, изјава кажана во контекст на протестот. Меѓутоа за мене беше тоа многу несоодветно да се каже таква изјава. Тој кажа нема да избегам, ќе им служам на српските граѓани против овие протестанти кои што се само пиони на Западот и слично. Меѓутоа се случи трагедија на железничката станица. Не треба тука да се претпоставува дека има мотивација од Западот. Луѓето се фрустрирани од трагедијата. И луѓето разбираат која е цената на корупцијата, кои се односите со Кина и слично. И на крајот доаѓаме до точката поврзана со демократијата. Значи, која е суштината на демократијата? Станува збор за отчетноста. Тоа е суштината. Луѓето велат транспарентност и отчетност. Не е точно. Демократијата се однесува на отчетноста. Не може се да биде транспарентно. Не е така. Дури и во демократијата треба да имате можност да имате дискретен разговор. Луѓето како Џулијан Асанж грешат. Не, станува збор за отчетност. На крајот, отчетност на владата пред луѓето. Тоа е суштината на демократијата и за тоа и всушност се бара од него.
Така што одговорот Хедер е дека тие можат, дури и со сите недостатоци, тие ја покажаа својата моќ и ја докажаа пред 3 години со литиумот. Бев минатата недела, имаше панел на српски експерти онлайн. Имаше цел панел на кој што имаше 5 реномирани српски експерти кои што објаснуваа зошто е тоа проблем. И тие ја принудија владата пред 3 години да го запре проектот, но сега тој беше во Германија кај канцеларот Шолц, кој што кажа дека е потребен литиумот и слично, и сега погодете, сега српскиот народ има глас во сето ова, има моќ да каже. И тоа е поентата, дека тие не се немокни во сето ова. Благодарам. Ова беше навистина фантастично и упатува кон препораките за кои што знам дека ќе се истакнат. А тоа е дека треба да ја искористиме секоја победа и да обрнеме внимание на неа. Треба да им покажеме на луѓето дека некои работи може да бидат успешни. Не знам дали сето ова ќе функционира, но имаме тука со нас активист Доротеја Антик. Не е тука? Доротеја Антик откажа во последен момент поради настаните во Србија. Таа е дел од Младинската иницијатива за човекови права. Незини колеги и пријатели беа уапсени, малтретирани и таа едноставно не можеше да дојде поради ситуацијата. Рече, не можам да учествувам на овој настан, додека моите пријатели се под таков притисок, така што се и извини и испреќа поздрави до сите и благодарно што беше поканета за настанот. Ете, тука и се докажува и поентата која што ја истакна професорот Джозеф пред малку. Благодарам. Не знаев дека била задржана 4 часа од цивилна полиција во цивил. Во Србија била испрашувана 4 часа, не знаејќи кои се луѓе и зошто испрашуваат. И дека продолжува да се бори и да работи. Со неа сме. Исто сакам да видам дали е со нас Данжук, ако убаво чув. Олга е украинска новинарка, која што секако сега не е деновиве, не е лесно да се биде. Рекоа дека има силно предприемништво во себе, започнува нови платформи и иницијативи. И сакам да чујам повеќе од неа. Една од темите за овој панел, не сум сигурна дека чувте, е размена на најдобри практики. Се што сте научиле, сте дознале, сакате да споделите. Но исто така сакам да дознам како сите вие продолжувате напред, како охрабрувате други да се придружат во борбата, како истрајуваат пред антидемократските сили. Благодарам. Да, здраво. Се надевам дека убаво се слушаме. Се јавувам од Украина. Тешко ми беше многу да стигнам до Северна Македонија, за жал. Но многу ми е мило што сум со вас и што ќе ви се обратам и ќе споделам дел од моите искуства, особено што ќе можам да го чујам вашиот глас. Малку сум прагматична денеска, ќе зборувам за бројки,
ќе користам информации од локалните украински медиуми, затоа што јас не сум само новинар, јас сум и главен уредник на локален украински весник, кој што е лоциран во северниот дел од Украина, на границата со Полска и Белорусија. Во моментов започнав со својата работа, некаде летоска. Татко ми беше главен уредник на овој весник, и тоа долго време. Сега служи во армијата. Сакам да зборувам за ова, затоа што ова е еден од проблемите кои што медиумите во Украина ги соочуваат. Пред тоа, би сакала со вас да споделам, како што реков, цифри и да зборувам за проблемите со кои што се соочуваат украинците поради војната. Прво, главните предизвици се секако недостаток на вработени, психолошкиот притисок, недостаток на средства. Кога става збор за недостаток на вработени, ова се должи на тоа што многу украинци се преселија во европски земји или пак избега од земјата. Многу украинци во моментов слушат во армијата, како што е, например, еден од нив е татко ми, кој што исто сакаше да биде на конференцијава, но не може. Ова е главниот проблем со кој што се среќаваме денеска. Исто така психолошкиот стрес. Јас бев под стрес, немавме денеска струја, не знам дали ќе можам да ви се приклучам на интернет. Како што знаете, имаме недостаток на струја и имаме рестрикции. Дури во моментов проверувам дали ќе успеам да зборувам нормално. Имаме прагматички препреки. Де се ова секојдневни проблеми? Имаме проблеми и со секојдневието, и со демократијата, и со психолошкиот стрес, секако недостаток на персонал и така натаму. Исто така би сакала да споменам дека имаме недостаток на средства, заради тоа што, како што реков, мојот медиум е локален, на северо, запад се наоѓа. Имаше да студија во 2023 од Фондацијата за медиумски развој. Овој украински центар за развитокот на развој на локални медиуми. Тие рекоа дека локалните медиуми во централна и западна Украина добиваат средства, односно финансии од регионите на фронтот. Исто така, во нашиот медиум размислувавме што да сториме, поради тоа што само 45% од приходите на локалното уредништво во Украина добива средства од донатори и можат слободно да си работат и независно да работат за разлика од тоа во северна Украина 87, во јужниот дел можат да работат, затоа што овие региони патат од руска окупација и инвазија. Исто така се под удар на проектили. Цела Украина секако дека на различен начин е погодена од оваа војна. Што предизвикува? Што е проблемот со овој недостаток на финансирање и на западните делови од Украина? На медиумите. Се создаваат новинарски пустини. Што значи тоа? Тоа значи дека некои луѓе во некои региони немаат
слободен пристап до информации. Некои оддалечени краеви, некои што живеат во меури, не може да дознаат, да свата што се случува. Северните делови, кои што се граничат со Белорусија, немаат пристап кон украински медиуми. Луѓето таму мора да слушаат белоруска пропаганда од границата. Исто така, мораме со ова да се соочуваме, да го сузбиваме. Овие пустини го успоруваат демократскиот развој на нашата земја и на нашиот регион. Тука би сопрела, за тоа што ви го представив проблемот. Понекогаш се прашувам што може да се стори. Во Украина, например, имаме многу невладени организации и многу движења, многу медиуми. Се обидуваме да се избориме со собствени сили. Се обидуваме кога ќе видиме лажни вести или буквално пропаганда, кога ќе видиме на белоруските медиуми, сакаме да ги исконтактираме луѓето од северниот дел на Украина и да им ги покажеме нашите вести, вистинските вести, да отвориме диалог. И мислам дека е важно сите ние, не само украинци, туку сите луѓе во светот, секако сме жртви на пропаганда. На руската пропаганда особено. И мислам дека едно од решенијата, сега може да ви звучи лудо, но секој пат кога читате вести, треба да се запрашате. Што читам јас? Дали јас сум производ на руска пропаганда? Кои се изворите на информациите? Некои логични работи. Но ова влие сепак на нашето видување на нештата. Исто така, сакам да ви кажам нешто важно. Секогаш кога зборувам со луѓе и велам дека украинците патат од злосторство против човештвото и против демократијата и се соочуваат со нив лице в лице. Например, за 2 години, пред 2 години кога започна инвазијата на Русија, имаше 764 кривични дела против новинарите и медиумите во Украина и од почетокот на војната 329 украински медиуми се имаат затворено. Согласно некои студии на невладини организации од Украина кои што поддржуваат локални независни медиуми. Например, нашиот медиум, каде што јас работам како уредник привремено и ние се соочуваме со истиот проблем. Имаме проблеми со финансии, со странски донатори, немаме доволно персонал, 2 наши вработени се во војска, вклучувајќи го и татко ми, кој што беше дизајнер и главен уредник. Имаме и проблем со рестрикции на струја и така натаму и така натаму. Но, покрај ова, треба сите да се здружиме и заеднички да размислуваме како можеме да најдеме излез, како да го заштитиме нашиот регион, нашиот северен, делот од северна Украина, кој што е под напади на белоруската пропаганда. И не само тоа, дури ке нас, во нашиот регион, кој што е далеку од фронтот, исто пати од
воздушни тревоги за воздушни напади, се случуваат воени вежби, што влие на нашата работа, на нашите распореди за дневната работа. То луѓето треба да се кријат и да кога има сирена за воздушна воздушна тревога. This is what I wanted to say, first of all, in general. And I might said lots of problems. Многу работи реков, многу проблеми изложив, но сепак морам да кажеме дека продолжуваме, работиме, пишуваме вести, се бориме за демократија и за слободата на локалните медиуми. Уште имаме надеж дека наскоро наскоро ќе престанеме да пишуваме за воени жртви, за уништување, за воени злосторства, туку за теми од слободниот живот. Благодарам многу. Продолжуваме во интерес на времето. Ќе прашувам прашања, но одиме кај Петрица Рачини, наш колега новинар, истакнат и навистина плоден новинар од Скопје. Еден незавенлив новинар, но има недемократски сили кои навистина сакаат да го тргнат или пак барем да го замолчат. И тоа колку години веќе работите? Повеќе од 25 години. Важно да се постави прашање, широко прашање, но како луѓе како тебе, како продолжуваш? Како ги охрабруваш другите кои што сака да работат како независни новинари за важни вести, во однос на тоа дека постојано си напаѓа на интернет, лично? Како се справуваш со сето ова и како продолжуваш да го работиш? Да си ја работиш работата. Многу ти благодарам за прашањето. Би сакал да ве поздравам сите, да им се заблагодарам на Сивил и на партнерите што ми даде можност да присуствувам. Голем настан, важен настан е ова. Имаме, ни се случуваат добри работи и лоши работи и во регионот и во светот. Слушнавме многу размисли за тоа како да се излезе од ситуацијата. Не можеме да бидеме споредени секако со Украина, таму е многу тешка ситуацијата. Им посакуваме се најдобро нашите колеги и на целиот украински народ кој што се соочува со руската агресија. Без презадан напад против територијалниот интегритет на Украина, но и незиниот народ. Не може да споредиме со Украина, иако може да се чувствуваме срекни што имаме вакви проблеми, многу сепак тешки проблеми. Проблеми кои што луѓе во Северна Македонија, од медиумите и од регионот ги трпат, но и во Европа. И Европа е нападната од политички екстремизам, екстремен етнонационализам и овие работи си го платија данокот врз демократијата, а и медиумите. Тука доаѓам од Институтот за медиумски аналитики, која што е организација што се занимава со дезинформации, говор на одмраза и повреда на човековите права, односно нивно спречување, претпоставувам. Сакам да се фокусирам на
справувањето со дезинформациите, затоа што тоа е главната закана кон безбедноста на нашата земја, нашите земји, за стабилноста на нашата земја, но и за самото постоење на професионализмот во мојата фела. Барем онака како што ние ги концепиравме во минатото. Се надевам дека ќе продолжат да постојат и во иднина, како главен стол, како надзорник врз слободата. Ние разбиваме лажни вести, проверуваме вистина на вестите. Единствена организација која што со националната станица Алсат правиме кратки ТВ 10-минутни видеа кои што разбиваат лаги кои што се пласираат во медиумите. Единствен пример сме во регионов и се уште веруваме дека борбата против дезинформацијата треба да биде мејнстрим и дека медиумските професионалци и медиумите, куќите треба да се први во таа битка, за тоа што да бидеме искрени, граѓанското општество и неговите организации и факт чекерите си ја вршат работата, но не можат да ги покријат медиумските куќи кои што се во мејнстримот. Тие се напаѓаат човекови права, произведуваат омраза, што го за... Ако продолжи вака, повеќето медиумски куќи професионални ќе се десеткуваат. Повеќето не може да преживеат како медиумски куќи, многу ќе се затвараат доколку ова продолжи. Ако не почнат да учествуваат поактивно, ако не се борат против дезинформациите. Само да споменам еден пример за тоа како функционираат нештата и да го поврзам со Украина. Минатата година имаше еден твит на платформата X, поранешен Твитер, каде што се велеше дека претседателот на Украина Зеленски е добре дојден во Генералното собрание на ООН, на билборд во Њу Јорк и пишува слава на урина, не на Украина. Твитот беше од еден познат профил на Твитер, кој што го користи руската пропаганда за очигледни цели и многу српски медиуми ја пренесоа веста. Оваа дезинформација беше публикувана од повеќе од 30 медиумски куќи во Северна Македонија, вклучувајќи 2 национални ТВ станици. Независно од тоа што ние проверивме вистината, новоста беше лажна, истакнати медиумски куќи како Associated Press, Reuters проверија и разбија оваа лага. Наши медиуми, помеѓу нив и неколку кои што се дефинираат како професионални, кои што имаат пресови, кои што не се ни обидеа да проверат вистинитоста. Видовме ваква дезинформација како се појавува на Телеграм на Захарова и очигледно беше една манипулирана слика. Не постоел таков билборд. Компанијата која што го поседува билбордот се огради од такви од нас, дека никогаш не се случил, немале таков билборд, воопшто немале за Украина билборд, но како и да е, нашите медиумски куќи си ги објавија, вклучувајќи 2 национална ТВ станици, неколку интернет портали, кои што се сметаа за кредибилни и професионални. Значи, ако ова се случува за нешто што не е толку важно, некоја, да речеме, нека кликбейт, сепак ги подхранува интересите на доминантната популација, на голем дел, барем од македонската јавност, што ќе се случи доколку
се соочиме со потешки приказни, некои настани инциденти што се случуваат во нашата земја и тоа се почесто. Видовме кои се резултатите од дезинформациите за време на преспанскиот договор и неговото подпишување, гледавме какво насилни протести предизвикаа тие. Да не говориме за претходната година и она што се случи со дезинформациите и националистичката пропаганда која што на крајот кулминираше со нападот врз собранието на 27 април. Видовме дека такви дезинформации произведуваат насилство и говор на омраза за време на францускиот договор и компромис што доведе до отварањето на преговорите за Северна Македонија со Европската унија во првата фаза и гледаме што може да стори денеска за подгревањето на меѓуетничките тензии во нашата земја. Значи, сега можеме да видиме дека дезинформациите, овие напади на демократијата и на човековите права, не само за меѓуетничките прашања или прашања поврзани со НАТО или антизападната пропаганда подхранета од Русија, туку и домашните политички чинители. Имаме многу активни, дури и парламентарни партии кои што отворено пропагираат дезинформации за да го напаѓаат НАТО, Европската унија, најчесто да го напаѓаат западниот концепт и демократиите. Гледаме како се шири една дезинформација што го засега полот против радливите малцинства, маргинализираните групи и се плашам дека демократското општество се уште не може да изнеде решение на овој проблем. Замислете што можете да направите со едно видео во трајање од 30 секунди. Колку дезинформации можете да вставите и да внесете во едно такво видео и колку ќе бидат потребно време за да се побијат таквите информации, а за да се побијат таквите информации ќе бидат многу повеќе време, многу повеќе истражување отколку тоа 30 секундно видео кое што ги промовира таквите дезинформации. Се искористува онаа навика на публиката која што станува подоминантна, односно едноставно станува збор за публика која што ја гледа содржината која што се објавува и која што наведом ги потврдува нивните мислења и ставови. Значи со тоа што има огромен број, огромно количество на податоци, многу е тешко да се справиме со едно такво количество на податоци. Значи кои се решенијата? Треба да имаме интегрирање на медиумите и да имаме организации кои што ќе ги проверуваат фактите кои што се објавуваат на медиумите. Да, социјалните мрежи стануваат се подоминантни во однос на начинот на кој што луѓето ја конзумираат таа содржина. Меѓутоа, ваквата содржина веќе се проширува и на други медиуми. Меѓутоа, ако се употребат и традиционалните медиуми и со едни такви заеднички напори, заедничка соработка, можеби ќе може да се спречи ваквата штетна пропаганда на ширење на лажни информации. Во овој аспект треба да видиме дека би требало да има доследна примена и борба од страна на институциите. Меѓутоа, во Северна Македонија не гледаме активности кои што се преземаат од страна на различни субјекти.
Постојано зборуваме за еден пристап кој што ќе биде на ниво на целото општество. За жал не се случува, но треба да се случи. Од долгорочен аспект зборуваме за медиумска писменост, за интервенции преку образованието, бидејќи во самите учебници за основно, да речеме, образование имаше мноштво на такви дезинформации, погрешни информации, па требаше да се вложат многу напори за да се исправат таквите погрешни информации пласирани таму. И да не заборавиме дека луѓето кои што се во делот на антидемократските сили користат многу луѓе, многу пари, многу ресурси за сето ова што го прават, за да може да имаат своја лична политичка придобивка или пак друг вид на придобивка. Тоа овдека не станува збор за соочување со армија, ова е исто како да споредиме соочување со една војска која што кон вас иде со тенкови и со тешко наоружување, а вие се борите со сабји и со мачеви. Што значи дека потребно е и од другата страна да се вложат подеднакво соодветни ресурси, за да може да се избориме со ваквата пропаганда. Не сум некој оптимист за тоа што ќе се случува во иднината, бидејќи сега тука се соочуваме и со вештачка интелигенција, деградирање на социјалните медиуми, деградирање на едукацијата, на образованието во целиот свет и мислам дека ќе се соочиме со уште повеќе проблеми пред да се справиме со реалноста и пред да спроведеме малку поактивна борба за човековите права. Се извинувам што зборев малку подолго. Не знам дали го одговоривме моето прво прашање, меѓутоа сум задоволна со одговорите кои што ги дадовте, затоа што беше и многу поопширно од она што го побарав. Да, навистина беше извонредно. И ова идеја за медиумска писменост, за едукација во училиштата, тоа се се добри идеи, добри начини за решавање на сите овие проблеми. Училиштата ќе треба да се согласат, треба и државата да се согласи, затоа што ова треба да се внесе во формалниот систем на образование. Понекогаш државата тоа не сака да го направи, затоа што на тој начин се произведуваат критички размислувачи кои понатаму ќе бидат и гласачи, нели? Добро. Мора да продолжиме затоа што во интерес на времето ќе идеме на Истрафи кој што имаше долга кариера во граѓанското општество на Балкан, доаѓа од Косово и неодамна беше директор на Балкански форум. Тоа е една организација која што ги спојува партнерските организации во целиот Балкан за да може да се дискутира за прашања кои што се зелени политики, зелена енергија. Се разбира, јас сакам да ви поставам прашање за тоа како ова го правите и како како успевате да ги потикнете сите страни да најдат заедничка страна, заедничка точка и да ги остават на страна сите разлики. Веројатно веќе имате нешто подготвено, па ќе ве оставам да зборувате. Благодарам, Хедар. Јас ќе признам дека не успеав во мојата мисија, но Балканскиот форум се уште не е неуспешен, така што ќе кажам неколку зборови и ако ми дозволите, би сакал да истакнам неколку прашања кои што се во врска со дискусијата која што имаме тука, а се однесува на активности, на стратегии, се однесува и на изворите. Пред се, сакам навистина да се заблагодарам на Цивил и на сите партнери на Цивил. Ова не станува збор значи само за настанот, туку станува збор за определеноста и посветеноста на Цивил и на партнерите кои што они ги имаат, а многу мина ги немаат,
кога се под напад, кога се под закани и кога се во такви ситуации кои што ги загрозуваат и нивните животи и животите на нивните семејства. Така што задоволство ми е што сум тука. Сакам да ви кажам нешто во врска со активностите и стратегиите. Во таа насока треба да станува збор за приоритизација. А приоритизацијата треба да вклучи она што треба да се разреши и она што треба да се разреши веднаш. Значи да се види она што ќе има најсилно влијание во Европа и во светот, и второ би било она што би можело да се направи од среден до долг рок. Она што треба да го препознаеме и треба да ја препознаеме и неактивноста, а тоа е дека луѓето во Украина за нив секоја секунда значи живот или смрт. Веќе оваа ситуација трае 3 години. Од 2022, а 10 години 2013. Така што мислам дека нашата слобода и нашата демократија и нашата безбедност е загрозена од Русија и ние не можеме да кажеме дека ја поддржуваме Украина, туку треба да кажеме дека Украина треба да победи во војната и дека ние ќе им помогнеме и дека Русија треба да биде поразена. Мислам дека тоа е навистина клучно. Ние тука зборувавме за емпатија, зборувавме за тоа кон кого ќе се покаже емпатија и милост. Кон кого? Кон Русија? Како? Никој не може да каже дека ние ќе ја поддржиме Русија за да ја заврши војната. Тие тоаш никогаш нема да го направат. Мора да бидат поразени. Војните во поранешна Југославија не запреа поради тоа што некој барал да се запре војната. Ние, албанците, босанците, не можевме тоа да го направиме. Меѓутоа, земјите од НАТО успеа да стават крај на војната и мислам дека тоа е тоа што треба да се направи и сега за доброто на сите нас, а најпред се за доброто на луѓето во Украина, бидејќи секоја секунда за нив значи живот. Мислам дека сега каде што сме е само да се ги повторуваме значи истите работи кои што долго време веќе ги кажуваме. Може да кажам дека тука на панелот сум најмладен, но имам 50 години веќе, половина век имам половина век животно искуство на Балканот и работно искуство во градењето на мир. Животот се уште ми тече, меѓутоа не сум успешен на второто. Да ви кажам една работа. Зборуваме за дезинформации, зборуваме за крајен десничарски национализам. Пред 30 години не значеше многу дали е крајен десничарски национализам и слично. Оно што беше важно е дека имаме проблем и дека проблемот резултираше во војна, крвава војна, етничко чистење и геноцид. И оно што денеска го живееме е се помалку од тоа. И треба да биде препознаено дека Западен Балкан не може да биде еден обичен бизнис, обична работа. Кога зборуваме за европската интеграција, треба да се преземат смели чекори за да станат членки. Има патем речено дека една земја која што не сака да стане членка ни во едното ни во другата организација, но за другите земји треба да има по-смели чекори да се направат и да се донесат по-смели одлуки. И тоа може да биде и слабост која што авторитативните лидери ја препознаваат. Вас ви е потребна Европската унија
да зборува, значи треба да се зборува 10 години да се види дали нешто е добро или не. Не ви е потребен Путин за тоа. И тоа не кажувам дека Европа треба да стане Путин, туку сакам да кажам дека ако ја препознаеме заканата и ако можеме да предвидиме што ќе биде следно, тогаш треба да постапуваме посмело и побрзо. И мислам дека она што го губиме на Западен Балкан се млади луѓе. А со тоа губиме една нова генерација на млади луѓе, млади лидери кои што можат да ја зајакнат демократијата во нашата земја. И исто така да изградат една поинаква визија за Западен Балкан. Ги немаме, значи колку повеќе ова трае, толку помалку демократија ќе имаме повеќе авторитаризам. Во последните 5 години се докажа дека има помалку демократија и повеќе авторитативни тенденции во Западен Балкан. Мислам дека ова е моја теорија, кога зборуваме за дезинформации, зборуваме за наративи, значи кој ги гради и кој ги поседува тие наративи. И мислам дека за сите нас, за преостанатиот дел од нас, може да се согласиме дека на демократијата е потребно нешто. Тоа значи дека тоа се основните вредности за кои што ние се бориме, а ние се бориме за тие заеднички вредности за нас, за себе, за Европската Унија. Меѓутоа за Орбан демократијата е нешто поинаку. Тој е негов наратив. За Фицо демократијата е нешто поинакво. И тие го покажуваат сето тоа. За некои други лидери демократијата, не сакам да навлегувам во таа насока, да одам во таа насока, но мислам дека наративот ние не сме собственици на наративот, него произведуваме наративот и затоа ја губиме битката. А ако се обидуваме да ги разрушиме и обелодениме ваквите дезинформации, едноставно не можеме тоа така да го направиме, затоа што не сме ние тие што се собственици на наративот, а мислам и дека нашиот наратив треба да преовладува. Многу мина тука спомна политичката опозиција и јас се согласувам дека политичката опозиција има тука важна улога за да ја брани демократијата и човековите права, но има една работа која што е специфична за нашиот контекст и за овој географски простор. И ова е поврзано со нашата неодамнешна историја. Политичката опозиција сака да победува, кога станува збор за конфликти и спорови со други нации, тие немаат целосно поинаков став за тоа како може да се разрешат прашањата. Политичката опозиција во Грција не е иста со таа во Северна Македонија. Имавме некои лидери и го изгубивме тој момент, не го искористивме, но мислам дека правиме голема грешка. Тоа не е исто во Србија, не е исто во Босна и мислам дека треба да признаеме дека е добро за демократијата на овие земји, значи колку повеќе демократија има, то се надеваме дека помалку ќе има конфликти, но и дека нема да има сосема поинаков став кон во однос на оние националисти. А кога станува збор за Западен Балкан, кога зборуваме за војна, кога зборуваме за конфликти, можам да кажам дека е можно. Живеев доволно во оваа земја за да кажам дека е возможно. И ако гледаме терористички напади и луѓе кои гинат од различни групи, да, можно е. Единственото нешто кое што никој не може да го каже со сигурно е степенот на нивото. Меѓутоа, во насилството, војната може да се случат на Западен Балкан. И само на брзина знам дека многу зборував лично искуство, затоа што мислам дека е важно за луѓето да разберат за веќе повеќе од 30 години работам со колеги во целиот регион за да изградам мостови меѓу различни етнички групи
до 2022, кога не успеав и кога стануваше збор за луѓе и за колеги кои ги знаев повеќе од 25 години, веќе не ми беа колеги туку, стануваше збор за пријатели, стануваше збор за пријателства и сватив дека од оние кои што ги конзумираа овие информации и пропаганда, ние се претворивме во нивни извори. И тоа беше единствениот момент кога бев лут на себе си, кога бев толку разочаран во себе си. Не се откажав, но не успеав во тоа. И го препознав тоа, го сватив 30 години подоцна. Some energy to go on. Се уште имам енергија да продолжам, но мора да признаеме постоење на таков факт дека проектите може да добијат поддршка од различни донатори. Оно што останува во ДНК-то на конфликтните страни не може да се реши со површни проекти кои што решаваат на општи прашања, но не навлегуваат подлабоко во корените на проблемот и мислам дека го пренебрегнавме тоа 30 години и тоа ме прогонува сега. Мислам дека имаме две препораки. Не знам дали овие ќе се согласите со нив, дека не смеме да престанеме да создаваме сојузи на секаде преку Атлантикот со други етнички групи, да се бориме за човековите права, слободите. И второ, мислам дека мораме да бидеме поумни кога создаваме свој наратив за тоа што е демократијата и што ние со сето свое битие веруваме. Благодарам. Благодарам многу. Во право сте сосема. Не се исплати само да се создаде заедничко стојалиште кога постои расизмот, особено во групите во кои што имате партнери. Можете да оттурнете одредени групи и процеси, но право сте за тоа. Ви благодарам. Мислам дека преминуваме на Џабир Дерала, ова е последниот гостин и на вистина нашиот домаќин гостин. Мило ми е што сите сте уште, или барем повеќето од вас се уште со нас. Како што знаете, Џабир е основачот и председател на Civil Media, нашата домаќинска организација за овој настан, иако не е единствената за настанов. Покрај тоа што е водач за човекови права, тој е новинар, уредник. Го знам Џабир веќе 20 години, од 2003 година, и сакам да кажам секакви позитивности за тоа како користи уметноста, како храбрува локална демократска култура, приказната за полициските претраги кои што им се правени во 2003 за тоа што видов што работеше Цивил, видов постери, брошеви што ги носеа луѓето, стикери во ресторани, што се разделува летоци, ги охрабруваа луѓето да се разоружа за тоа што Македонија се опоравуваше од кратка, но болна граѓанска војна, да ја охрабруваше луѓето да се разоружаат, и си реков дека ова е добро и сакав да видам кој создава ваква уметност. Го знам од тогаш. Не е само тонот за овој панел. Ова е многу сериозен панел и го дискутираме. Доста често се дискутира Украина. Џабир доби орден за чест украинскиот председател Зеленски минатата година за својата дело, малку емоционално,
дека ја одржуваше веста за Украина во вестите, луѓето да не заборават дека затоа што луѓето често се збунуваат што е правилно, што не е, и ова е многу тешко да се истрае што е следно, што ќе прави Цивил, која е историјата на Цивил, што е следно, што го предстојува. Благодарам. Прво, не сум и никогаш не сум бил сам на својот пат. Оние луѓе онде заслужуваат најголем аплауз. Тие ми се двигателот, луѓето како гостите на панелот, луѓето одзади се тие што поддржуваа се нашиот порив да се дознае вистината. Да ви кажам нешто за вистината. Има само една вистина. Жал ми е да кажам така, има само една вистина која што е заснована на факти. Има стотици милиони вистини за еден факт, но само ако свеста на луѓето им е пореметена, заплашена, заматена, или ако луѓето се под закана. Но вистината е таму. Објективна е. Една и единствена. Русија е агресорот, Украина се брани. Или во секојдневниот живот, полицијата тепа мирни протестирачи. Ќе излезе премиер и ќе каже, полицијата се бранеше себе си од насилните протестирачи кои што и беа жртви на странски агентури како Дедо Мраз. Минатиот ноќ чув од пријателите од Германија и од Италија и од Европа дека има еден парламентарец кој што предложил да се забрани Дедо Мраз затоа што е символ на странско влијание, странска агентура. Ова се факти. Факт е дека ова се случило. Не може да избегате од ова, независно што и да правите. Слушнав тука пролиферација на многу факти денеска. Може да се манипулираат фактите, може да се извитоперат, може да се замолчат. Платформите се под кибер напади секој ден и ноќ. Сега дури лесно е ефтино. Порано 7.000 евра на ден кошта овие кибер напади. Сега се само 200 заради напредок на технологијата и достапноста на технологијата. Значи, инвестирајте малку, добите многу. Така функционира пропагандата. Многу малку инвестираат, затоа што е многу лесно да се предизвика национализам и омраза. Лесно е младите, па дури и малолетниците да се престорат во топовско месо на омраза и насилство, како што се навивачите на спортските клубови. Се започнува од тука. Може да започне од каде било и да пристигне до на што го чув тука, нешто што се нарекува нивна победа. Затоа што ние се сме тие што сме се повлекле. Ние бевме замајани од страв, од комерцијални интереси, економски интереси или пак сме имале некакви предрасуди.
И не можеме повеќе така. Не смееме да си дозволиме вака да се однесуваме повеќе, затоа што немаме повеќе време. Истече времето. Само сакав да кажам дека фронтот е во Украина, луѓето се секојдневно се киднапирани, убивани. Има систематско злоупотреба на силувањето, мачењето и ограбувањето на цивилите. Исто така фронтот не завршува тука. Фронтот исто така се наоѓа каде што нашата колешка Катја го работи таму. Затоа што ние сме на фронтот на вистината. Ако престанеме да работиме, никој нема да ни помогне. Политичарите ќе речете, па добро, анкетите велат дека јас треба да престанам да снабдувам Украина со оружје или Северна Македонија со поддршка за невладините, да испраќам хуманитарна помош во Газа. Затоа што анкетите така ме насочуваат, а анкетите зависат од тоа колку луѓето веруваат во она што го гледаат или колку им се заматени погледите од страна на оние кои што сакаат да победат, на оние кои што сакаат да бидат непријатели на слободата и на човековите права и на демократијата. Благодарение на големиот совет на неколкумина, помеѓу нив, повеќето од нив се во оваа соба, Цивилин ќе зајакне својата работа меѓугранично во регионот и не само во регионот на Западен Балкан, туку и во регионот надвор од Западен Балкан. Овој регион се сочува со проблеми. И исто така Цивил планира да сузбие со војната против војната во Украина. Тоа ќе биде неработен титул, затоа што после војната доаѓа уште една војна, го видовме тоа во Босна, во Косово, дека војната после војната трае уште подолго од првобитната војна. Имавме 6-месечен судар во споредба со настаните во Косово, Босна, Хрватска. Но се уште го преживеавме. Го преживувавме. Тоа сакаме да правиме, да одиме, да понудиме срце, знаење, ум и сите расположливи. И ќе бидеме на располагање во сите делови од светот. Нашата заложба е, доколку се бара нашата енергија и вложеност. На крајот, сигурен сум дека Путин ќе изгуби. Кога тогаш? Оно што треба ние да го сториме е да не дозволиме да победи путинизмот. А тоа е голем ризик. Путин секако ќе падне. И Путин мора да падне, ви благодарам. Уште нешто да кажам. Мислам дека не знам зошто ова се случи, но сметам дека ние заборавивме дека војните што ние ги искусивме пред 30 години во нашите простори, не беа само во Хрватска, Босна, Косово. Имаше конфликт во Северна Македонија. Имаше конфликт во Јужна Србија.
И мислам дека ако сетиме на тоа, ако зборуваме за демократијата и ако зборуваме за дезинформациите и што може или не може да се случи, мора тоа да го запаметиме. Имаме една скорешна историја, но имаме едно културно наследство на војни, старо колку што е стари векот, кое што е искористување на луѓето кои што немаат слична историја, нивно труење со омраза. Може би е ова потешко, но не е во овој простор. Нашите деца беа растени на успивни песни или да ја бранат својата земја или да се борат против некого. Некој непријател и непријател од секогаш е сосед. Извини, Џабир, не сакав да те имплицирам. За ефектите на пропагандата и дезинформациите. Неколку истражувачи минатата година и годината претходно за перцепцијата на граѓаните за дезинформацијата покажа дека луѓето веруваат дека НАТО и Европската Унија шират еднакво дезинформација колку Русија. Така сметаат нашите граѓани. Исто така, дали Северна Македонија треба да даде војна помош на Украина? Повеќето луѓе се против, отколку за. Исто така има подеднакво верување дека оној кој што треба да се обвини за војната во Украина, Русија и НАТО се подеднакво виновни за војната во Украина. Исто уште едно истражување, постаро истражување е дека 49% од луѓето веруваат дека демократијата не е правилен систем. Само 51% веруваат дека е функционална помалку или повеќе, но 42% бараат нов систем. Ова беше пред сите овие истражувања, пред сите настани, скорешни настани. И сметам дека бројот на недемократските сили е пораснат. Ова се сериозни закани кон демократијата во Северна Македонија. Луѓето се обезхрабрени, уплашени да ви одговарат на прашањата. Последиците на нападите врз новинарите и активистите за човекови права и активистите општо земено се огромни. Многумина запреа да зборуваат, да пишуваат, се обезхрабрија да активно да учествуваат во јавна дебата, затоа што вие сте нападнати од оркестрирани стотици коментари на луѓе кои што се истите оние што поддржуваат десничарски екстремизам. Некои политички опции користат граѓанско општество и политички активисти како чадор, да се зацкријат од нивните напади. Ова се активистите, тие зборуваат и нам не е загарантирана позицијата. Ова резултираше во голем удел во во тоа новинарите, интелектуалците едноставно да се обезхрабрат и да станат се по-отуѓени од јавната дебата, од пишување, од објаснување нешта на публиката, и ова отвара многу простор за оние кои што се против демократијата и човековите права во нашата земја. Ке станува се полошо и полошо. Имаме таква несреќа да не се повторува историјата на Балканот. Видете што се случува и во Србија после Милошевиќ, и видите што се случи на Северна Македонија после Груевски. Оние сили кои што беа за интеграција во ЕУ и НАТО против национализмот ги изгубија изборите.
Но во Северна Македонија на изборите доби етнонационализам, поларизација, расколен дискурс, поделби по многу основи. Не верувам дека ќе биде подобро во блиска иднина, но за подалечна иднина сум оптимист дека ќе собереме сили и ќе победиме. Изборите беа подкопани од руско влијание, субверзивни оперативни активности, менување на мислите на луѓето, ставовите и однесувањето на луѓето. И мораме да го признаеме тоа. Требаше пред десетици години да го признаеме тоа. Кога видовме мали зелени луѓе во Кремлин, како се котат и уште се тие луѓе таму. Секако сите овие оперативи не се плаќаат од Кремлин. Туку медиумите се финансираат, како и невладините, се плаќаат од страна на западните сили. Овие операции користат преку Белград и директно од црквата во Русија, преку МПЦ, СПЦ, ГПЦ, исто така преку муслиманската заедница, преку ИВЗ, големите пријатели на Русија во Блискиот Исток, преку Техеран. И мораме и тоа да го признаеме. Инаку ќе биде уште полошо. Толку лошо што нема да можеме да најдеме приклучок за светло. Се согласувам со пријателите и колегите. Ќе биде уште потемно. 90-те беа најтемниот период пред зората, пред изгре сонцето. За жал, ќе има уште многу темни ноќи. Кога само мислам на тоа колку деца во Киев вечерва, нема да бидат повеќе деца. Слушајќи ужасните звуци на проектилите, не ми остава равнодушен и умирен. Оно што ние треба да го направиме, а и вие да го придадете на документот на Цивил од медиумскиот диалог и новиот Народен Европски форум, треба повторно да се заложиме преку диалог, преку викање луѓе, пишување писма, водење беседи, преку недоразбирање исто така, или дебатина за основни вредности. И морам да кажам дека последниве зборови се должат на разговорите што ги водев вчера со нашите пријатели од Германија, односно Италија и Велика Британија, Украина и Белорусија, односно Полска, Европа и така натаму.
Пооптимистичен сум сега кога ќе излезам од ова, со повеќе енергија. Ве осигурам дека јас повторно ќе работам во корис на демократија, човековите права, дури уште повеќе од порано, затоа што мислам дека оваа заложба сега е попотребна од било когаш. Ви благодарам многу. Петрит го поканувам, или Астрид, ако сака да каже нешто. Последно нешто. Ви благодарам на сите што останавте со нас. Ова беше фантастична дискусија. Мислам дека ја затвараме конференцијата. Дали сакате да кажете нешто за затварање на конференцијата? Не, во цивил имаме добро повеќе од еден слоган, но еден од слоганите што ми паѓа на памет после 20 пат е дека не се предаваме. Ќе го цитирам Дехран, колегата, кога пиевме кафе и цигара. Во канцеларија ли беше? Не се пуши во канцеларија. Само кафе се пиеше. Ми дојде и ми рече, Џабир, ајде да си честитаме за овие 25 години. Срекна 25 годишница. Нека ние ќе броиме до 25, а потоа историјата нека брои. Бев многу емотивен кога го чув тоа и затоа постојано сега го повторувам. Овие зборови на Дехран треба да бидат затварањето на конференцијата. Ви благодарам многу, Дехран. Благодарам на сите. Благодарам цивили. И на сите ви благодарам. Making this happen. Thank you.